Добро дојдовте во Зебра. Веќе 20 години Македонија е заглавена во мрежата од политички и правни меѓународни преседани токму поради нејзиното име. Очигледно на Грција не и се брза, меѓународната заедница почнува да покажува знаци на умореност од посредувањето, а во нашата јавност се погласни се ставовите дека конечно треба да ги напуштиме преговорите. Тоа е и темата која денеска ја продолжуваме. Дали Македонија треба да се откаже од натамошни преговори со Грција околу нашето уставно име? Во студиото на Зебра имаме одлична дебатна комбинација на гости кога е во прашање оваа тема. Со нас е господинот Љупчо Ѓоргиевски, поранешен премиер и председател на ВМРО Народна партија, и господинот Христо Никовски, поранешен амбасадор и актуелен аналитичар од сферата на надворешната политика. Добре дојдовте во Зебра. Добар ден. Господине Никовски, дали има интерес Грција да го реши спорот со Македонија и на кој начин? Кој би бил националниот интерес на Грција од затварање на овој спор? Знаеме што значи за Македонија да биде затворено ова прашање, но кој е грчкиот интерес? Видите, грчки интерес да се затвори прашањето нема. Проблемот е крајно асиметричен. Значи, што и да се случи, да станеме ние како што сме Република Македонија. Значи, како што си без биде секогаш, Грција нема никакви последици да има. Сосема спротивно, ако ние се прекрстиме, ако ние го изгубиме идентитетот од нашиот народ, приканата е завршена. Не само што ќе нема македонски народ, и ова држава станува непотребна. Така да, тоа е првата страна на медалот. Втората страна на медалот е што додека има криза во Грција, а таа криза во Грција е исклучително длабока. Не е таа само финансиска, економска, таа е политичка, социјална, целосна криза на општеството. На дното е да некаде дојде на целото општество. Во таква ситуација, никој нормален или скоро нормален политичар таму нема да зафати тоа прашање. Господине Ѓоргиевски, очигледно дека гледано од меѓународен правен и политички аспект, сите аргументи се на наша страна, но и до ден денешен проблемот никако не може да биде решен. Политичките ставови очигледно не ги почитуваат правните аргументи. Се покажавме ли ние како далеку по-лоши лобисти од грците во сите овие изминати години? Поочигледно да. Значи, штом грчката позиција денеска е позиција на целата Европска унија, штом грчката позиција денеска е позиција на целото НАТО, затоа што и навлезот во НАТО и навлезот во Европската унија не ги поставуваат истите услови, значи дека тие дефинитивно добиле битката за лобирањето во меѓународната заедница. Дори вие гледате оние држави кои ни се така наречени пријатели, доаѓаат со нивни министри или премиери и овде ни кажуваат: ние ве поддржуваме, ама направете го компромисот. Ние имаме една многу интересна дилема пред нас во овој момент, нели после 22-3 години расправа за тој проблем. Значи, да избереме уште 22-3 години да расправаме на ист начин, да си докажуваме овде колку сме во право, а во исто време, нели, да ги трошиме комплетно економските, демографските, етничките, демократските ресурси на државата и никој не гарантира и после 20 години, ни после 10 години дека грците ќе попуштат и некогаш исцрпени, крајно исцрпени како држава, да дојде некоја влада и која едноставно ќе моли да ни стават било какво име само за да одиме напред. Значи, тука е сега прашањето што треба според мене да го одговориме. Дали имаме храброст овие денеска кои водат Македонија како влада, меѓутоа јас сметам дека тоа е малку поширок проблем, значи не само една партија има одговорност да го реши овој проблем. Значи, оние луѓе кои се во власта, оние кои се во опозицијата, оние кои биле во политиката, оние кои креираат јавноста, дали како интелектуалци, дали како новинари, дали се спремни да направат еден храбар чекор, како што направија со нашите северни соседи Србија, каде што според мене е еден проблем 10 пати потежок од македонскиот, рекоа сега е време да го решиме, собраа храброст, влегоа во битката, го пресекоа и сега гледам им се отворија сите врати. Значи, токму таа е дискусијата. Мојата позиција лична е токму тоа, дека денешната македонска политичка и интелектуална елита треба да рече 24 години, 23-24 години се обидуваме да го решиме проблемот на наш начин, дефинитивно сме поразени на сите полиња во тој поглед, да направиме еден сите заеднички храбар чекор, да го решиме името и да ги отвориме перспективите на државата. Инаку, воспротивно, јас не ја гледам перспективата на Македонија. Ако некој ни гарантира дека да чекаме уште 10 години ќе го решиме проблемот со нашето уставно име, да чекаме. Да ни гарантира и 20 години
повторно да чекаме. Меѓутоа, јас се плашам дека грците дури дури да пропаднат економски и да банкротираат, се додека го имаат она право таму да ставаат вето во едната и во другата организација, тие ќе го држат тоа. Пред Букуреш го зборувам дека јас не гледам никаква опасност во географската додовка за нашата држава и за нашите интереси. Господин Никовски. Да почнеме полемиката. И да бъде помалку да одиме поред, нели така. Прво, мислам дека споредувањето со српско-косовскиот случај е апсолутно неспојиво со нашиот случај. Не заборавете дека Косово е ослободено во наводници, нели така, со употреба на сила од страна на најголемиот светски фактор, единствената суперсила, и дека дефинитивно е изгубено за Србија. Таму е прашање кој ќе најде сила да го проголта тоа, бидејќи е погубна с било која политичка опција, нели така. Во нашиот случај, мислам, прво мораме да сватиме една работа, дека процесот не го менаџира Грција. Грција може би има лиценцата на спорот, Грција може би го отвори тој спор и прашање да го отвори, меѓутоа од самиот почеток нашиот спор е менаџиран од главниот светски фактор Соединените американски држави. Ќе почнеме само неколку примери ќе спомнам. Приемот во Обединетите нации. Во Советот за безбедност Грција не беше членка. Тамо процесот го процесира, што би рекле, Велика Британија и Франција како членки на Европската унија и Шпанија која беше привремена членка. Без американско учество директно, не само аминување на тој процес да Македонија влезе со спорено име, не може никој да го направи со Америка. Да бидеме јасни. Се работеше за флагрантно кршење на повелбата на Светската организација на единиот устав. Не може да го направи ни Шпанија, ни Велика Британија, ни Франција. Може само Соединените американски држави. Но се сврте ли подоцна топката со американците, бидејќи американскиот председател Буш во Букурешт до последно се обидуваше да... Ќе дојдеме и до тоа. Значи, ајде да прескокнеме, дојдеме на 2001 година. Кога беше тоа? Прошлиот премиер подобро го знае од мене. Чива операција беше тоа на албанците? Не. Како може албанците од Косово да организираат војска, да преку ден влегуваат во нашата држава, првите 3 месеци се враќаат, да вршат операции, да штабот да биде во Призрен, американците да не знаат. Може ли такво нешто? Не може. И најкрутски доказ дека некој друго правеше тоа, македонските албанци, ДПА и ПДП, не знаеш што се случува, беа надвор од играта, разбирате. Ако беше се албански проект, не може да бидат надвор. Да дојдеме на 2008 година. Што мислите, ако Грција беше причината да направи еден тотален пресврт на политиката НАТО кон Македонија, Турција не беше допонира? Турција ќе беше наш силен поддржавач и така натака и така, ќе беше во првиот ред да го спречи тоа. Ама бидејќи беа американците во позадината, бидејќи никој не може да направи таков пресврт во политиката НАТО со Америка. Улогата на мировната заедница повторно не би се согласил во некои елементи, посебно со улогата на Америка. Можеби во делот на улогата на Америка со албанците до некде нели се согласуваме, меѓутоа на делот на Америка со признавањето на Македонија и името на Македонија не би го врзал толку да речеме дека сите проблеми не идат од таму, затоа што ќе ве потсетам дека кога почнаа државите да настануваат од Југославија, главната улога имаше Европската унија. И ќе ве потсетам дека за мене беше тоа непријатно изненадување, меѓутоа кога правам анализи, кога добивам информации, испаѓа дека е така. Главен противник на осамостојањето на Македонија за жал беше германската политика, конкретно господинот Геншер. Геншер. Значи, јануари 92 година се залага, призна Хрватска и тие се залага само Словенија и Хрватска додат, другите држави додат Урската федерација. Второ, ќе ве потсетам на Лисабонската декларација, вие значи помладите генерации не го памтат тоа, Европската унија имаше став, одлука Македонија воопшто да нема име Македонија. Така, нели, се сеќавате на таа декларација? Јуни 92 година. Каква е да е ситуацијата? Апсолутно не ја подценувам улогата на мировната заедница во контекст на овој наш проблем, во контекст на името. Меѓутоа, кога е веќе така, и кога еве ние 20 години, 20 и неколку години се обидуваме со сите наши сили кои ги имаме, како држава, како амбасадори, како легални институции, како диаспора, како не знам што, да смениме ништо. А ништо не можеме да смениме, туку напротив, грците само се ојакнаа во целата таа позиција. Па,
ама гледате, господин Николски, самата позиција, што сега и Европа и НАТО ви велат, ако сакате да го продолжите патот, првата задача е да го решите проблемот, значи, ние треба да си признаеме прво и тоа прашање, дека меѓународната битка до овој момент сме ја изгубиле. Значи, во наредните 5 години или 10, можеби, ако запнеме да направиме некаква пресвртница. Меѓутоа, до овој момент, често е да си признаеме дека ако официјално и НАТО и Европската унија ви велат првиот сите ги исполниле сите други услови, само уште еден услов да го решите името, Да. значи јасно е дека тоа е меѓународна позиција. Вие, тоа е класична политика на сила. Значи, тие сакаат Така е. да ние капитулираме и се откажеме од самите себе. Ние добиваме тешки задачи за решавање. И секој сме добили. И до овие реформи, Охридскиот договор не беше тешка задача за Македонија. Па јас и до ден денеска сметам дека Охридскиот договор е 3 пати потешка задача за Македонија што ја свари отколку да речеме Историјата ќе проблемот осуди за тоа. Да. Историјата ќе го осуди, мислам, тоа не Ама треба да сите нема ние учествувавме, вие бевте амбасадор во тоа време, ако не се лажам. Јас ли? бев амбасадор, јас не учествував од самиот чин. Самиот чин Ама- и вие го и подпишате, значи тоа одговорноста не ви гине. Але ако може да се вратиме на Не, ама сега значи и оние што после го прифатија, значи сите учествуваме во тоа. Значи мене ми беше зборот, јас не сам нестирам во тоа. Јас ви кажувам дека за мене Охридскиот рамковен договор е 3 пати појак по тешка работа за Македонија отколку да речеме овој проблем. Овие неколку години во кои што Република Македонија е практично во еден ќорсокак во однос на евроинтеграциите и години во кои што не може да функционира политиката на условеност на Европската унија, затоа што едноставно што после препорака треба да почнеме преговори. Тие не може да обезбедат консензус ради тоа што Грција не се согласува да ги почнеме преговорите, ние стоиме цело време во место. И нивната политика на условеност не може да функционира. А резултатот според мене е не само стагнација, мислам дека и регрес на планот на демократијата, што пак сега обратно погледнато, според мене ја покажува потребата од решавање на прашањето за името. Мислам дека нужно не Зошто треба не го решат? Ако го разбираат ова Брисел, не верувам дека не го разбираат, нема тука што да се разбере, што значи ова за регионот, што значи ова за Европа конечно, зошто тоа не го решат конечно? Зошто го условуваат и натаму? Зошто тој глупав фашистички услов го ставаат на маса, на дневен ред за преговарање воопшто? Знаете, и Европска унија и НАТО досега 100 пати си ги прекршиле своите правила. Дамовски, ќе се согласите дека привремената спогодба функционираше до одреден момент и дека таа ги даваше своите резултати и дека земјата успеваше да се интегрира во сите меѓународни организации и да го продолжи патот кон полноправно членство во НАТО и во Европската унија под привременото име и условите предвидени во... Мислите без привремената спогодба тоа нема да функционира и понатаму? Тој си функционира. И денеска да го прекинеме ние тој процес со Метју Нимец, ние ќе функционираме исто, нема да настане војна као што се обидуваат постојано да таа фама да ја кренат дека леле војна ќе има во Македонија утре ако не се интегрираме, ако не влеземе во ЕУ, ако не 20 години не сме во ЕУ, па што? Дали имаме ние државни и дипломатски капацитети за да направиме свртување и да го вратиме проблемот повторно во Обединетите нации? Нема избор дека нема мислам дилема дека имаме, само дозволите што за претходната уште мала реплика. Да. Знаете, односот на една држава према друга држава, класичниот однос, суштинскиот однос, вистинскиот однос се чита, се гледа преку признавањето на државата. 23 години не успеавме да ја смениме ситуацијата како што сметаме ние. Сега се поставува прашањето уште колку години треба да го чекаме ова. И се поставува основното прашање. Еве, дури да речеме оптимистички за 10 години Грција ќе попушти и ќе го прифатат името само Република Македонија. Вреде ли тие 10 години Македонија финансиски, демографски, мултиетнички да се истоштува и се поставува прашањето за 10 години. Каква Македонија ние ќе дочекаме? Значи, ајде сега, од политиката е и работа на реалноста. Ајде да ја погледнеме нашата реална ситуација. Луѓето масовно бегаат од Македонија.
Според Светска банка 450 луѓе се имаат иселено од Македонија. И нови Дали решавањето на овој спор зависи исклучиво од Македонија? Гледате ли вие волја кај Грција да ќе реши спорот? Ја обвинувате македонската влада дека не води суштински преговори, меѓутоа имате во предвид дека грчката влада ја води еден голем националист познат од 90-тите години со радикални ставови кон Македонија. Апсолутно, денеска сметам дека грчката влада, еве на почетокот што ја каже господин Никовски, оценките ги давам. Си има своји проблеми, си има националистичка политика, најмалку е заинтересирана од сите досегашни влади што ги знаеме во Грција да го решат проблемот. Меѓутоа, факт е дека пак пред оваа влада имаше некои поконструктивни влади кои беа помеки. Значи ние ги преспавме тие, како да кажем, добри шанси за разговори. Сега, ако веќе денеска ја знаеме позицијата на Грција, каква е, што е, зошто ние бегаме од она што тие, да речеме, го имаат на некој начин ставено како конвентирано пред меѓународната заедница дека се спремни да признаат Македонија ако се стави географска додавка. Значи ние сега вака, се извинувам. Ние треба да влеземе во дискусија. Значи ние треба да почнеме да преговараме. Ние се уште кај нас, значи имаме, преговараме 22 години за името. Не преговараме, разговараме. Добро, разговараме. Океј, разговараме. Значи, 20 години разговараме, кога ќе се отвори прашањето за каков тип на додавка да се стави, веднаш се наелектризирува еден дел од јавноста и самата одредница. Видите, тука да стане, мислам, сега доаѓаме до клучното. Што е целта на целиот овој спор? Знаете, за еден процес, една работа, еден предлог, едно решение да може да го оцените, вие прво мора да знаете која е намерата. Која е целта, зашто се прави тоа. Значи, тоа е со други зборови диагностиката. Ако немате диагностика, вие не може да имате терапија. Ќе да правите терапија, што на болен што му треба ладно, ќе му дадете топло и ќе го тепате. Значи, еве да ако можеме тука се сложиме. Која е целта на Грција? Дали е проблем нашето име или е проблем нашиот идентитет? Ако тука се согласиме, многу полесно ќе дојдеме до решение, до блиски ставови. Значи, од самиот почеток, дозволете, од самиот почеток, името е само покривка, една капа, разбирате, зад која се крие вистинската намера. Грција не може да проголта дека постоиме како македонци, разбирате. На Грција името да беше ова Република Македонија, како што е сега, не така. А овде каде живеа ујгури, турци, кинези, не знам, латвици, немаше да има никаков проблем. Ако ние согласиме дека проблемот за Грција, идентитетот на народот, разбирате, ние после полесно ќе дојдеме до заклучоци, затоа што, велам, јас дури со мене го носам тоа соопштение кое сега го открија, јас баре сега го дознав, викаат луѓе кои го следат проблемот дека долго време било на грчкиот сајт на Министерството за външни работи, кај што велат, ние сме измислена нација. Претходно повеќе пати Папулја се изјавуваше дека ние го узурпираме не името на државата, го узурпираме, народот го узурпира името, го узурпира јазикот. Значи се работи за брендот и да се разбереме, значи ако со тоа се сложиме дека целта е да се прекрсти овој народ, да нема веќе македонци. И после се вратиме на вашите горна, зашто е тоа опасно и неприфатливо, разбирате? Ако ние се сложиме дека целта, која цело време се спроведува, е да се прекрсти народот, да му се одземе јазикот, дека прашањето е во суштината идентитетско, бидејќи идентитет без име нема, разбирате? Ние многу полесно ќе дојдеме заклучок. Кој е вашето мислење? Господин Никовски, значи вака сега. Факт е дека грците велат дека нивниот главен проблем се територијалните претензии. За тоа имаат причина во повеќе работи. Значи, имало грчка граѓанска војна во кој македонците активно учествувале и оставиле траги какви што имаат траги. Значи имаат една неубава слика од една за нивната држава не е симпатична состојба. Така. Како? Вие верувате во тоа? Имало ли или немало грчка граѓанска војна во кој македонците Стајте граѓанската војна. Значи има грчка граѓанска. Значи сега зборувам за нивните аргументи, не зборувам за тие аргументи. Чувствувате одговорност дека сте придонеле за тие аргументи во 90-тите години. Апсолутно сме придонеле. Велевте дека во Солун ќе држите конгрес. Општо, вака сега. Второ, општо во Македонија постои таа приказна за обединената Македонија. Таа не е ни левица, ни десница, тоа е општо кај целиот народ. Значи, и они го знаат тој дел. Сега во најново време, во последните 4-5 години, со античката историја влеговме во нивното поле на историјата. И тие работи очигледно нив ги прават за грозин. Сега, зашто преговараме? Преговараме за името. Не преговараме нигде за идентитет, не преговараме нигде за идентитетски овие менување на Македонија. Така да кажете, ќе осмениме името, ќе станеме истите ние.
Тоа не е возможно, тоа теоретски не е возможно. Чекајте сега. Ако јас се пека се буте трајчески, а не се учи Ристо Никовски. Господин Никовски, сега се викаме БРМ 20 години. Како се викаме? Тоа е само референца и тоа не е нити. Ама не, чекајте сега. Не е деноминација, нити име привремено. Тоа е референца. Ама сега да не го подценуваме тој проблем. Една цела генерација која се роди пред 20 години има сега 20 години, расте и порасна со името БРМ. Значи, прво БРМ е кратенка неприфатлива. Не спомнувате кратенката. Тоа е намет на Грција. Не па фироме. Како не прифати? Па Киро Григоров и тогашната влада ја прифати. Чекајте, во Обединетите нации стои поранешна Сомалопа, Југословенска Сомалоја, со големи букви Република и Македонија. Тоа значи, дозволете, тоа значи не е име, нити деноминација, тоа е референца. Утехата сега е многу мала. Ние сме 20 суштинска години е тоа. БРМ за цела Ама не сме БРМ, се молам. БРМ навлетува без смислица. Јас сум бил премиер кој ќе ми стават на меѓународна конференција ФИРОМ, прај министер на ФИРОМ. Зашто се прифатиле? И на таблата. Зашто се прифатиле? Затоа што сите премиери го прифатиле тоа. И јас тоа. никош сум го прифатил како амбасадор. Во ниеден момент јас не сум ставил на себе ни за Република Македонија, тоа ваша грешка. Господине Никовски, вака сега. Од овие 20 години проблеми на Македонија со грците, вие 15 години, ако не славам последните 3-4 години сте пензионери. Предходно сте, значи, 3 или 4 пати амбасадор на Македонија. Јас бев 10 Македонија. години амбасадор. Така, и бевте Лондон, државен секретар, така? Да, 2 пати, да. И па, кога вие кажавте нешто за БРМ, нешто против и за името? Цело време се зборувал. Кај има тоа? Цело Кај има го траги, има? секаде има траги. Јас ќе кажам една работа. 10 Немојте години така. како амбасадор од Лондон преку Тирана до Москва, ниту еден пат не сум седнал нити за форма Југославија. Ама не сме чули за тоа. А јас ќе кажам, во Тирана до мене седеше Маљас. Он беше амбасадор на Грција, јас на Македонија. Карши нас беше во ОПСЕ, амбасадор беше Гертаренс, кој вие добро го знаете. И јас кој ќе дојде, дозволете, кој ќе дојде јас на состаноците, се в Македонија и го поклопав до мене седеше Маљас. И тоа стоеше. За овие херојски чекори ваши, не се херојски чекори, тоа е. Никој не знае. Тоа е многу добро. Вие добро што сте го правиле, ама никој не знае. Сега немојте да го амнистирате дека се правиме сега на точно дека не знаеме дека 20 години се викаме БРМ. Зошто некоја пимпогарска организација која ќе не примат негде со името Македонија е главна вест на телевизија. Вајна Тошевски беше 12-13 години, колку беше преговарач на Македонија? Преку 10. Преку 10 години, така? Да. Дали ви имате чуено една изјава на Вајна Тошевски дека тој преговара за идентитетот? Ја не се сеќавам на таква изјава. Значи, од каде дојде сега тоа прашање за идентитетот? Јас не сум паметен. Значи, во мое време ниеден преговарач нема разговарано за идентитет. Ама чекајте, Вајна Тошевски Говорат за стабилизација и асоциација што го подпишавте вие. Ниеднаш не ја спомнува придавката македонски во тој документ формален. Ниеднаш не се појавува ни народ, значи како македонски народ, македонски јазик. Како може тоа идентитетското прашање да биде после намет? Документите се подпишани така како што претходно секоја влада ги подпишува. Значи во тие форми според договорот што Киро Григоров го има направено идентитетот 90-та бил година. проблематизиран и претходно. Ако проблемот е отворен од македонскиот народ, а тука нема дилеми. Значи, се што се прави, сега грците ги отворија карта и велат, идентитетот е опрашање. Папулјас го направи тоа. Велам во соопштението сега апсолутно вели, не е прашање. И да стапиме со нова Значи, стратегија. ако целта била таа, а целта била таа, нема дилеми. Зашто велам името од дека живеа, не знам, било кој ујгури, немаш да има проблем. Значи, ако целта била таа, не можеш ти да му кажеш на Обединетите нации, да му кажеш на светот, луѓе, македонците ни пречат. Тоа е будала, треба да се будала. Зашто никој нема те свати, никој те прифати. Значи, целта намерата била таа. Сите предлози кои вие ги добијавте од Нимиц, какви беа? Македонија ќе биде, не знам, на латиница, на кирилица, нема се преведува, македонскиот јазик на англиски ќе биде македонски language. Будалаштини, разбирате. Значи тоа те прави блесав и будала, а тоа е идентитетот во основата, разбирате. Зашто овдека ни подпишува писмо државен јазик? Викари другите. Значи, нас на мала врата ни го стави тоа Нимиц на маса. Дали во ваше време, пред време, многу порано пред сега. Ставено е. Ако вие не сте го разбирали, тоа е друго прашање. Идентитетот е цело време на маса. Зашто дава пакет тогаш? Ако се договориме само за името, кажеме северна, голна, средна, не знам, полулева, полудесна. И го заврши проблемот. Зашто пакет има? Другата опција на прифаќање на компромис северна или горна, која би била другата? Што треба да правиме? Видите сега, ова мислам да го објасниме, овој до преска ме прекинавте. Привремената референцата Македонија не ја прифати. Ја проголта, зашто тогаш и Митеран, и кој беше Џон Мејџор, и сите, поготово Америка, и рекоа, луѓе, ваше, Буш беше, ќе прифатите
или не беше Буш, беше стариот Буш, не е важно. Ќе прифатите да влезете без име во овие нации или нема влегување. Македонија имаше 30 милиони девизни резерви, не можеше да снабди нафта за 2 месеца, разбирате. Значи беше овдека беше земјата и можеше да падне секој момент. Немаше избор, дозволете. Значи ние не ја прифативме референцата. Меѓутоа погубна политика која заговарат меѓу другите и вие сте во таа група, дека ние ќе сме сменили референцата, нешто што не е наше, нешто што е навредливо и неприфатливо и донесено на илегален начин, ние ќе го сега прифатиме, значи ќе го легализираме и ќе имаме име за јас велам понадвор. Во Ресен има тоа специјално, се мисли, што кој ќе кажете понадвор. Со тоа име, господине Ѓоргиевски, кој ќе го прифатиме, тоа ќе не обврзува. Референцата нас не обврзува. И нас, ако ќе се договориме ние со такво име горна, долна, средна, сите ќе прифатат. Македонската влада пред Букуреш прифати Република Македонија Скопје. Вие лично, ако не се лажам, напишавте еден текст дека може да се вика Република Вардарска Македонија или Вардарска Република Македонија. Тоа беше една ТВ емисија која беше злоупотребена. Ама вие имавте и текст. Имав текст дека Република Македонија Скопје е катастрофа. Претходно. Јас го читав дека вие рековте дека Вардарска Република, не, сакав токму да тоа да ве прашам. Што е разликата меѓу Горна Македонија и Вардарска Македонија? Или Република Македонија Скопје, што се согласила владата? Суштинска. Да? Секоја додавка пред името Македонија, идентитетска. Доколку не одиме на варијантата прифаќање компромис со географска или каква и да е, значи која што владата или некаква поширока коалиција политичка партиска би се согласиле, која е нашата друга опција? Прво, ако се согласиме дека проблемот е идентитетски во основата, како што прекако да повториме, без име нема идентитет, разбирате. И дека една друга работа клучна, оваа држава не го доби своето име од регионот Македонија. Можда народот го добил на времето, веројатно. Државата го доби македонскиот народ. Современата македонска држава, формирана на 2 август 1944 година, името го доби од народот. Значи тука е една папочна врска има меѓу двете, и ако е пресеш неа, тој народ веќе не станува. Ќе бидат горни македонци. А тоа е целта на грците. Апсолутно тезите се максимално погрешни, јас не можам да реплицирам. Апсолутно се погрешни. Ние се уште не можеме да излеземе од Сталиновата дефиниција на нацијата и на државата. Ајде да погледнеме малку меѓународната терминологија, што значи нација и што значи држава. Ја не знам зошто ние сме навлезени. Видите, вие имате континуитет. Ама не, со оваа теза, ние Македонија ја ставаме на слеп ќорсокак и немаме излез. Ја не го гледам излезот. Господин Ѓоргиевски, Македонија како што е денеска, со солидни девизни резерви, со една економија која во сите тешкоти се развива. Уште 100 години може држава вака што све. А јас тоа не се сложам. Не, чекајте, ќе го елаборирам јас и тоа. Значи, во моментот, а НАТО и ЕУ дали ќе излезе 100 години, не сум сигурен. Ако ние прифатиме да се прекрстиме, разбирате, ова држава не е потребна. И тогаш почнуваат сите апетити, бугарските, грчките, албанските, зашто она што беше заговарано во ваше време за поделба на Македонија, разбирате, тоа е погубно. Ајде да зборуваме да бидеме рационални. 2012 година во Македонија се родија 50-50 горе-доле христијани и муслимани. За 10 години Македонија ќе биде Во Македонија ќе имате вие повеќе муслимани отколку христијани, ако продолжат трендовите на селење, на умирање и на раѓање. Значи, за 10 години тие малцинства може да се соберат и да речат во оваа држава воопшто на референдум, како што ние сега бараме, воопшто не ни треба името Македонија. Што правиме ние како македонци? Тие протеки се неточни. Не, точни се. Само што ние не сакаме да ги видиме. Не, неточни се, затоа што тоа што не правиме попис. Тоа што не правиме попис е најголемиот доказ. Ама кој не го сака пописот? Албанците не го сакаат. Не е така. Испод 20. А македонскиот дел го сакаат. ВМРО ДПМ не сака да направи. Го почна пописот, разбирате. Овие не сака. Па кој го растори? Самите тие го растори. Не, го растојат. Слушајте, политиката е, вие сте били во таа власт, знаете како е тоа. Значи, тие балансирање меѓу коалициите патови се тешки, меѓутоа го спречи албанците затоа што се плашат имаат по 20%. Има негативни, видите, демографски развој, меѓутоа да е подставно нешто, дозволете. Оваа власт донесе гениален закон за стимулирање на наталитетот во општините со помал пораст.
Кој го спречи тоа? Прво Шекеринска, вашата партнерка сега, партнерка с коалициона... Па и ваша партнерка ви беше. Вели, а што ги чета албанците? Секретар на Македонија. Во албанците, да, вика што ги чета албанците, а не заборавајте дека во албанската платформа за решавање на албанското национално прашање, или во Македонија ќе го решиме со тоталитетот. Оđите што правева, вие сте побавни се сеќавате. Ама тоа е дека наша не си реалност. петто дете. Меѓутоа сега тие трендови се смалуваат. Не Тоа се иселувањето поради промена на општествената позиција на албанците се смалуваат. И да се разбереме, ако тоа се случи на 20-30 години, Не, зашто за 10 ние за 10 години Не, се сега има случи. шанса. Зашто ние сега би капитулирале? Зашто вие се влагате да не капитулираме после 20 години или после 10 години, дајте сега да капитулираме. Не зборам за капитулација, зборам за перспектива. Промена на името на државата значи капитулација. Господине Никовски, во Македонија луѓето немаат перспектива, се селат масовно од државата. Треба да ги погледнеме тие реалности. Ви благодариме за гостувањето, на гледачите им благодариме што не следеа. Пријатно. Благодариме ние.